Производителите на модри сливи од Делчевско денес излегоа на протести и со трактори го блокираа патот Делчево-Берово. На овој начин тие се обидуваат да го свртат вниманието на откупувачите и државата и да обезбедат пласман на родот кој годинава во пијанецот се мери со околу 14.000 тони. Купувачите се по другите општини, во Радовиш, во Ресен, во Охрид, таму во други градови каде што има слива и кај нас ние сме последни. Така и сека година, ама сега пошто има сегде слива, многу слива и затоа сега ние сме заборавени. Додека да стигнат они, сливата ќе биде на земја падната. Проблемот со откуп на модрата слива во Делчево се провлекува со години, а една од главните причини е немањето на преработувачки капацитети. Ни беше обетено дека ќе отворат преработувачки капацитети, дистилерија, сушара, од тоа ништо ни најава не видовме. Додека во нашиот крај тука не се направат преработувачки капацитети, проблеми со сливата ќе имаме постојано. Во моментов откуп се врши во другите општини, но и таму цената е понижувачки мала, тврдат овоштарите од Пијанец. Тие бараат доколку откупувачите се појават да дојдат со фер цена, за која поддршка ќе им даде и државата. Они да направат пресметката на нашите трошкови, фала Богу дека имаат земјоделски инженери и економисти во министерството, да ни направат пресметка колку треба пари да се изработи 1 декар или 1 хектар слива и колку ќе чини едно кило сливи да дојдеме до бербата и по они да ни пресметаат колку треба да ни толку е доста пари за нас овоштарите, за да можеме да прегараме годината и за другата година пак да имаме пари да почнеме да работиме. Поради сето ова, делчевските овоштари бараат итна средба со министерот Николовски. Бараме министерот за земјоделие да дојде овде во Делчево, да организира средба со овоштарите и да каже има ли некаква перспектива во овоштарството или како што изјавија луѓето да извадиме, да искубеме све и да го баталиме овоштарството. Во меѓувреме закана за протести и блокади пристигна и од нивните колеги од Западна Македонија, кои утре ќе го блокираат патот Битола-Ресен. На врата на Министерството за земјоделство се погласно и се посилно тропаат и лозарите, оризарите и сточарите, незадоволни од моменталната ситуација со откупот и откупните цени.